Знам да сликам, знам и тоа да сликам. Мене не ми знам. прво Исус ми беше апаратот. Јас знам да До сликам и сега. со телефон сликам и со апарат знам да сликам. Прво ме уче како се работи со апарат, како се потреба апаратот. Сликавме надвор, заслика како што треба, како треба да се фла ѓубрето во канта. Веднаш почнавме со оваа кампања Мене ништо не ми пречи и најмногу учествував во правење на фотографиите. Сега ќе бидам на некој начин водителка и така. Мене ништо не ми пречи, всушност самиот наслов тргна од еден од актер со лице со попреченост, кој што имаше еден дел во една театарска представа, кај што вика јас не сум попречен, мене ништо не ми пречи. И е голем предизвик затоа што и малку непозната територија за нас како цело, затоа што за прв пат соработуваме заедно со така да наречам некакви крајности во начинот на работа. Секаде треба трпение, секаде треба инвентивност, секаде треба креативност, прифаќање и така натаму, но сепак некаде треба повеќе да се даде внимание, некаде помалку. Има една представа се вика конекции. За деца со посебни потреби, за деца глуванени, слепи, тие работи. И представата беше феноменална. Публиката дојде, седна, публиката не гледаше цело време, публиката ни даде аплауз, ни даде дознање дека ние уствари, ние сме глумци, ние сме актери уствари, ние тој сон го стваривме. Да не се фала ѓубра, да биде чиста околината, средината, животната, да се фала ѓубра во континер, да се чува животната средина, тоа. Па како што ни е името на нашата изложба Мене ништо не ми пречи, така и јас живеам за ништо да не ми пречи, така да мене ништо не ми пречи.